Како што може да забележите, позади мене има детски играчки, што покажува дека се обраќам од детска соба. Не случајно ја избрав ова локација. Намерата е да испратиме порака дека главна задача на новата влада, со која се поврзува и денешната тема, треба да биде иднина и перспектива за младата и следната генерација. Да, перспективата која не достигаше до сега, последните 10 до 15 години, натера многу млади да ја напуштат земјата и среќата, успеот да ја барат во европските земји. Причина не била само економијата, туку и правдата, или поточно кажано, неправдата која владееше со години или повеќе од деценија во нашата земја. Правдата и правната држава треба да бидат главниот, првиот столб на кој ќе се темели новата влада и новата владина програма. Правдата и правната држава треба да бидат главниот збор или главната мисија која ќе треба да се има предвид и при составот на новата влада. Затоа, мандатарот ќе треба да избере функционери и соработници во новата влада кои нема да бидат никако поврзани со криминал, корупција и злоупотреба на јавните функции, на државните функции во минатото, ниту сега. При таков избор останува две опции. Првото е тесно мнозинство со строго селектирани функционери, партии, партнери во коалицијата кои немале никаква врска со криминалот и корупцијата во минатото. Вториот избор останува поширока владина коалиција, каде би учествувале повеќе партии кои се залагаат за европска иднина, за правда, било тоа и декларативно, кои ќе ги прифатат и ќе ги поддржат до сега постигнатите успеси, напредоци, особено во интегративниот процес. А во иднина ќе има алтернативи или избор во случај некој од партнерите за било која причина поврзано со минатото владење да блокира или да не изгласа реформи кои ќе бидат потребни и за обезбедување на таа перспектива и иднина на правната држава и за исполнување на задачите кои веќе ги одредил и ги очекува од нас Европската Унија. Во втората опција треба најмалку да има 10 пратеници повеќе од потребното мнозинство од 61 пратеник. За во такви случаи да може да има замена за пратеници кои не би гласеле за одредена реформа или промена. Како и да е, како што реков, правдата и правната држава треба да бидат меѓу првите задачи на новата влада, но и на новиот состав на собранието. Реформи во обвинителството и правосудството се неопходни. Треба да се почне од прочистување во редовите на судството и обвинителството. Освен испитување на богатството, на капиталот кој го стекнале судиите, обвинителите и другите работници во правниот систем, треба да се чешла или се разгледува и досегашната работа. Не сум правник или експерт по право, но од новинарско искуство, од мислењето на правниците и експертите, мислам дека би било добро пред се да се истражат сите судии кои ги надминале сите рокови за донесување на одлуки на судските процеси. Да се предвидат казни, а зашто да не и разрешувања на оние судии кои имаат поголем број на судски процеси кои ги надминале роковите, а се уште немаат одлуки.
Isto така би предложил да се стави правило во иднина. Секој судија, на кој повеќе од половина од одлуките или 50% од одлуките им паѓат на апелациониот суд или им се враќаат назад, исто така да се предвидат или истраги или разрешувања. Како што е до сега и како што имаме веќе искуство, се остава простор судиите во основните судови и да се корумпират и да ги извлечат процесите и на крај со надеж дека апелација ќе донесе правда, а судија од основен суд има простори да се корумпира и да служи на партијата и на крај пак целта ќе се постигне. Апелација ќе донесе правда, а од основен суд само ќе се купува време и некој ќе се збогати. Со такво ограничување, казни или разрешувања за судии на кои 50% од предметите им се вратат од апелационен суд, мислам дека би се постигнал таа повисоко ниво на одговорност кај судиите од основниот суд. Вториот столб, економијата. Мислам дека тука ќе има уште повеќе работа, исто така поврзано со правдата. Странските инвеститори ги имат сите услови за инвестиција во земјата, но најмногу се жалат за бирократските проблеми и неправдите со кои се соочуваат кога влегуваат низ лавиринтите на нашиот правен систем. Секој инвеститор бара гаранција, правна држава и правда доколку му се случува некој проблем или некоја неправда поврзано со неговата инвестиција. Кога сме кај домашните инвеститори, компании и домашната економија, мислам дека треба да се најде решение и за сивата економија, имајќи предвид дека мали компании, микрокомпании, мали сопанственици се соочуваат со проблем или неможност да работат според сите прописи, да пријават, да плаќаат придонеси, да поставуваат фискални каси, а од друга страна гледаме дека сивата економија создава нелојална конкуренција и им штети на, да кажеме, честните сопанственици инвеститори, би било добро новата влада да размислува за модел кој би ги поттикнал и им помагал на сите сопанственици од сивата економија да можат да го легализираат бизнисот, така што и на нив да им олесни и владата или државната каса, државниот буџет да се исполни и да се создаде рамноправност во економијата во земјава. Едно од таквите решенија би било владата да им понуди на сите стопанственици, бизниси од микро или мали компании, кои до сега работеле илегално, 2 години да не плаќат придонеси, туку нив да ги покрие владата со субвенции, а како возврат стопанственикот да го пријави, да го легализира бизнисот и да инсталира фискални каси. Ако продолжиме како што беше до сега, или со такво законско решение, или ќе треба да продолжи сивата економија, или малите и микро компании и фирми ќе треба да ги затворат бизнисите, секако почнувајќи од нивното образложение дека не може да постигнат ем да плаќат придонеси, ем да инсталираат фискални каси, секогаш со образложение дека немат доволен профит за да ги покријат сите такви давачки и трошоци. Така што со едно такво решение, на кое 2 години владата би им исплатил придонеси и на нив би им олеснил, а од друга страна државната каса би успеал тогаш да придобие повеќе од фискалните каси кои би се инсталирале на веќе легалните предпријатија
или стопанственици кои би се регистрирале од сивата економија на легалниот пазар на трговија, производство или слично. Кога сме кај социјалната правда, тука мислам дека треба да се зајакнат синдикатите. Треба поблиска соработка на синдикатите и државните органи кои ја следат работата на компаниите, на газдите, на стопанството, така што синдикатите би биле извор на откритие на сите неправди или кршење на правата на работниците, а институциите, инспекторијатите и сличните органи би спроведувале правда и казнење на сите неправди кон работниците. Исто така невладините организации кои работат во заштита и унапредување на правата на маргиналните групи на граѓаните со посебни потреби би требале да се зајакнат, да се поддржат и исто така со нив треба една поголема и поблиска соработка за да и таа категорија на граѓани да можат полесно да ги реализираат нивните права. Кога сме кај меѓуетничките односи, мислам дека за таа тема треба многу поотворено да се работи, многу поопширно и многу поаргументирано. Треба на сите граѓани да им се објасни зашто се донесува одреден закон, одредено право, кому ќе му служи и колку би можело да им пречи на другото. Секое донесување на законско решение далеку од очите и ушите на граѓаните и на општеството создава реална можност за сомнеж, за страв кај друга категорија на граѓаните. Исто така, мислам дека треба да се имат предвид и правата на помалите етнички заедници. Новата влада треба повеќе да се ангажира и за образование на мајчин јазик на помалите етнички заедници, како што е турскиот, влашкиот, ромската заедница, српската и сите други заедници кои живеат во земјата. Ако не повеќе, барем да имаат предмет за учење на мајчиниот јазик, а зашто да не и образование, барем основно образование на мајчин јазик. Тоа би создал поголема доверба меѓу заедниците. Никој не би се чувствувал маргинализиран, неправеден или игнориран од институцијата, од државата или од поголемите етнички заедници во земјата. Во образованието треба потитно да се размислува за професионално образование или професионални смерови. Треба да се зема германскиот модел или европските модели, каде што професионалните училишта би се зајакниле, а не како што е до сега кај нас, каде што само послабите ученици одат на такви смерови, добиваат една диплома, а ништо тоа не им гарантира. Со зајакнување на професионалните училишта ќе се произведуваат и кадар за новите инвеститори и за вработување на професионални лица.